Неуспешните баратели на азил би можеле да бидат депортирани во Северна Македонија според новиот план за намалување на преминувањата низ Ла-Манш, објави британскиот весник Daily Mail. Македонија влезе во формални разговори со Велика Британија за да биде домакин на Центар за враќање на мигранти на есен, според новите извештаи, вели весникот. Според предлогот, Велика Британија би плаќала на Северна Македонија за секој мигрант што ќе го прифати, покрај инвестирањето во земјата и помагањето во низината безбедност од Русија. Мигрантите потоа би имале можност да побараат азил во Северна Македонија или да добијат работни визи за работа во сектори со недостиг на работна сила, објави Таймс. Тие нема да бидат притворени и би имале можност да заминат кога сакаат. Договорот со Обединетото кралство носи 6 милиарди евра инвестиции. Вели Мицкоски, амбасадорот Лосон, негираше дека Македонија ќе прифаќа мигранти. На 17 мај 2025, на пресконференцијата на која премиерот Кристија Мицкоски го представи постигнувањето согласност за заеднички договор за стратешко партнерство меѓу Северна Македонија и Обединетото кралство, кој беше усогласен на 16 мај во Тирана, британскиот амбасадор Лосон, одговарајќи на новинарски прашања во врска со објавите во британски и македонски медиуми дека Македонија ќе треба да прифати мигранти, категорично ги отфрли таквите тврдења. Како дел од договорите, земјата се согласи да се приклучи на заедничката мисија во однос на мигрантите. Но тоа се однесува на соработка на полициските сили, справување со криминални банди и подобро споделување разузнавачки информации, што веќе се прави со неколку други европски земји. Сосема друга приказна е прифаќањето мигранти. Не се работи за тоа. Сакам да бидам јасен во тој дел, изјави Лосон. Шемата за испраќање баратели на азил во Руанда првично беше развиена за време на премиерството на Борис Џонсон, а потоа беше разработена од Риши Сунак, но премиерот Кир Стармер ја укина и тоа беше една од првите одлуки кога стапи на функцијата. Шемата имаше за цел нелегалните мигранти и барателите на азил да бидат испратени во Руанда за обработка и преселување. Стармер постојано ја напаѓаше шемата за Руанда за време на изборната кампања и вети дека наместо тоа ќе ги разбие бандите што шверцуваат луѓе преку границите. Но со оглед на тоа што премините достигна рекордно високо ниво, премиерот оттогаш призна во писмо до францускиот претседател Емануел Макрон дека сега нема ефикасно одвраќање на мигрантите од преминување преку Ла-Манш. Користењето трета земја како центар за враќање би овозможило на Велика Британија да ги отстрани мигрантите кои доаѓаат од земји кои се сметаат за премногу небезбедни за да ги вратат назад, како што е Авганистан. Во моментов, мигрантите од овие земји можат безбедно да го преминат Ла-Манш, знаејќи дека нема да бидат вратени дома. Подолго време во Македонија се води дебата за тоа дали ќе дојдат мигранти од Британија. Односно, дали Британија ќе не испрати контингенти на луѓе кои што се одбиени за виза на нас тука во Северна Македонија. Добро знаете дека беше објавено дека стратешкото пријателство е потпишано наеднаш од ненадеж и дека Британија решила да ни помогне со тоа што ќе ни даде пари. Меѓутоа, ништо во светот не е без пари, па така со сигурност можам да кажам ни ова стратешко пријателство. Што има во позадината на овој договор, колку е тоа опасно за Македонија, ќе си процените сами. Очигледно дека нашата власт ќе продолжи да негира, ќе ги прави луди сите што ќе критикуваат или коментираат на таа тема и очигледно е дека ќе продолжи планот
за носење на емигранти во Македонија. Дали се тука? Дали дошле некој од нив? Или допрва ќе доаѓаат? Јас на вистина не знам. Можам само на интелектуално ниво да коментирам она што ми е достапно како информација. Но во ова видео вие ќе видите информација од британски медиуми. Значи, официјална дебата, официјален телевизиски исечок. Во Британија се води отворена дебата за праќање на емигранти во Македонија. This is about sending people to North Macedonia once they have and if they have their asylum claim rejected. So it's slightly different to the Rwanda scheme, which was about just sending people there to be processed. There is a differentiation, as I'm sure Barry will explain in a second. I think that the scheme could work because Macedonia has a great need for immigrants. It's got a massive problem in its construction industry and it needs a lot of workers. So they'll be only too happy to take more people in. But it will cost us money. But I think we do need to think about having offshore centres. And so you could be in a situation where you've got a win-win situation there. Barry, are you in favour of North Macedonia? Under the North Macedonia scheme, we will be only sending people there who we've decided have no right to stay in the UK. Now, but we can't return them because where we would be returning them to is too dangerous. And so instead of letting them stay here, what we're saying is we'll put you to North Macedonia where you'll be able to work. All the things that Linda said, they need the labour, they'll be able to work. You can establish a life there if you want to be an economic migrant, but you're not going to do it here in the UK. That's the difference between the two schemes. It's taking people out of the UK who have no right to be here and putting them somewhere else to do their economic like a gimmick, Barry, doesn't it? Don't you think? No, it sounds like trying to make sure that people are not being put up in hotels at your and my expense. Put them in camps at Dover. When the courts have already said they have no right to be here. We can't send people to an African country. Gosh, it would be inhumane. The Africans, they can't be trusted to treat them correctly. But North Macedonia, fine. Sure, it's a hugely corrupt country. Sure, it discriminates against minorities. Sure, they have huge issues with free speech and media control. But hey, none of that matters. There are some conditions, okay? So we will now also have to pay North Macedonia for every illegal migrant they accept. The illegals will be allowed to work in North Macedonia and they are free to leave whenever they want, which just begs the question, can they just come to Britain again? Овие неколку минути имавте можност да видите како почна аферата. Сите негира, се кажуваше дека има некакви големи стратешки договори и како дојдовме до тоа да има отворена дебата во Британија за праќање на мигранти во Македонија, кои што ќе ги имаат сите права. Што ќе правите со овие информации е ваша работа, не е моја. Но запамтете едно, за се што ни се случува, виновни сме ние самите.